Мортезани со планот за раст со реформската агенда се предвидени 6 милиарди евра за Западен Балкан. Деки настанов е енергетика, климатски политики, колку од овие пари се наменети токму за оваа цел и колку се за Македонија? Реформската агенда за Северна Македонија вкупно вклучува 136 чекори во вкупна вредност од 750 милиони евра. Меѓутоа, најбитниот столб од реформската агенда е енергетската транзиција или така наречената зелена транзиција со вкупна вредност од 145 милиони евра. Самиот факт на посветеност на овој столб зборува за значењето на енергетиката, која што после руската инвазија во Украина доби и сразмерна национална безбедност. Така да сите чекори кои што се превземаат од новиот закон за енергетика до борбата против енергетската сиромаштија, праведна енергетска транзиција, се сите чекори кои што владата се обидува на некој начин не само формално, легално да направи хармонизација со европската легислатива, меѓутоа тоа во пракса да може да значи усогласување помеѓу двата системи и целосна интеграција на нашиот систем во европскиот енергетски систем. Вчера премиерот беше јасен дека Западен Балкан, регионот, може да понуди многу на Европа на некој начин во однос на снабдувањето со електрична енергија преку обновливи извори на енергија и слично. Какво е значењето на овој настан севкупно и каде се гледаме ние во регионот? Значи, настаните како што се Македонскиот енергетски форум се многу значајни, бидејќи дозволуваат или овозможуваат на едно место да се најдат сите засегнати страни од државата, институциите до бизнис секторот, регулаторите и така натаму. Премиерот вчера спомна дека регионот има огромен потенцијал кој што во вакви геополитички времиња можат да бидат од круцијално стратешко значење за Европската унија. Така да овој пристап на ставање на потенцијалот на Западниот Балкан во функција на стратешката цел на Европската унија, мислам дека е идното поглавје каде што Западниот Балкан нема да се заснова само на барања од страна на Европската унија, туку својата геополитичка и геостратешка позиција и сите ресурси ќе ги стави на располагање за посилен регион и секако за посилна Европска унија. Каде сме ние на енергетски план во регионот? Каде се гледа? Мислам дека преземаме солидни чекори, имајќи предвид дека во рамките на имплементацијата на реформската агенда согласно извештајот од декември 2025 веќе сме прва земја во имплементација и во привлекување на фондовите. Со наредниот извештаен период во крајот на јуни секако дека ова ќе продолжи. Значи, владата прави максимални чекори за регионално поврзување и хармонизација со европскиот енергетски и преносен систем. Мислам дека добро стоиме, меѓутоа пред нас лежат уште голем број предизвици кои што правилно треба да се адресираат за да може да одговорат на современите предизвици. Господине Мортезани, ви благодарам за разговорот. Благодарам.